при разгледување на ова предлог на законско решение за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштва, вчера беше разгледување на Комисијата за европски прашања. Имаше повеќе кратни забелешки, на кои што сметам дека морам денес да укажам овде, бидејќи токму комисијата, односно законодавно-правната комисија е таа која што треба да ги утврди правно-техничките нормативи кои што се внесуваат овде и нормите кои што се ставаат во самиот закон, за да не се доведе при неговата имплементација, односно да не се доведеме до обременување на неговата имплементација, како што сме сведоци на многократни други закони. Зашто станува збор? И од страна на колегата Левков вчера беше потенцирано дека уште со самото носење на овој закон, на предлог закон за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштва, во членот 1 веднаш се повикуваме на користење на одредбите од друг закон, односно од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити. Односно, се додава еден нов став по ставот 3, кој вели: на договорите за потрошувачки кредит се применуваат одредбите од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит, доколку со овој закон поинаку не е уредено. Сметам дека токму законодавно-правната комисија треба да заземеме став и да поразговараме на оваа тема, бидејќи во моментот кога се носи ова законско решение, одредени норми на кои што се повикуваме во друг закон можат да се имплементираат и да се вметнат токму во овој закон, за да не се доведеме во ситуација при имплементација да доаѓа до забуна кај самите оние кои што треба да го применуваат. Ова е моментот кога можеме да го направиме, односно во самиот овој закон, матичен закон кој што го изменуваме, да вметнеме одредени одредби кои што ги посочуваме од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити. Конкретно ќе ви цитирам во однос на членот 19. Беше образложено и затоа токму и овде на комисијата сакам да го разгледаме. Во членот 19 се предвидува 19-та вели вака: во ставот 1 финансиското друштво не смее да склучи договор за потрошувачки кредит ако со договорот или поврзани услуги е утврден надоместок или повеќе надоместоци кои не влегуваат во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци, а кои самостојно или во комбинација со било кој друг надоместок надминуваат или можат да надминат 60% од износот на одобрениот кредит. 60% од износот на одобрениот кредит кои што не влегуваат во годишната стапка на вкупни трошоци. А годишна стапка на вкупни трошоци е утврдена, односно е дефинирана во посочениот закон претходно и затоа само се повикуваме од еден на друг закон. Ова одредба може, според дефинирањето, според овој закон, да биде вметната во ова законско решение, за да не се доведуваме во ситуација на двојно толкување што е и што се опфаќа годишната стапка на вкупни трошоци, бидејќи во членот 19 се вели дека покрај овие трошоци може да има надоместок надминува или може да надминат 60% од износот на одобрениот кредит. Ова се огромни трошоци. Тука станува збор за узаконување на лихварството. Да не воспоставиме една правна рамка за лихварски однос, иако со овој закон се регулира овој дел и е добро што во одредени сегменти се воспоставуваат критериуми за поголема регулација на оваа дејност, бидејќи сепак станува збор за друштва кои што финансираат, кредитираат и имат профит од тоа. Да, меѓутоа, под превезот на трошоци и годишни стапки на трошоци не смеат да надминуваат повеќекратни износи од самиот износ на самиот кредит. Свесни сме дека во конкретни случаи имаме дека за одредена сума на средства подигнати преку овие финансиски друштва, граѓаните враќаат многукратно повеќе средства отколку што била основицата на самиот кредит. И затоа во самиот закон на кој што посочува за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит во глава 5 е нормирано, односно во членот 20 е дефинирана што всушност стануваат, што всушност се подразбира под годишна стапка на вкупни трошоци. И вели: годишната стапка на вкупни трошоци се пресметува според методологијата пропишана на Советот на Народна банка на Република Македонија. На целите за пресметување на годишна стапка на вкупните трошоци,
Вкупните трошоци на кредитот за потрошувачот треба да бидат определени со исклучок на трошоците. Со исклучок, внимавајте, на трошоците што ги плаќа потрошувачот за непочитување на обврските од договорот за кредит и други трошоци кој е должен да ги плати без разлика дали трансакцијата се врши во готово или на кредит, освен куповната цена за набавка на стоки и услуги. Значи, тука имаме доплирање на трошоците. Ако ги земаме сумарно сите овие ставки, по некои пресметки сметам дека ќе ја надминат и главницата и ќе имаме над 100% зголемување на трошоците на одредени баратели, односно корисници на кредити од овие финансиски друштва. Затоа, за да ги заштитиме и граѓаните и да се воспостави правна рамка која што самите финансиски друштва ќе бидат најасно што можат, а што не можат, мислам дека во моментот кога се носат веќе измените и дополнувањето на овој закон, најцелисходно е истите да бидат имплементирани во самото законско решение и да имаме ограничување или давање одредени права дали на корисникот или на оној кој што ја дава услугата, односно кој што ги пласира своите финансиски средства, бидејќи во ставот 2 од членот 19 вели: надоместоците од ставот 1 на овој член се сите трошоци кои потрошувачот ги плаќа или има обврска да ги плати во текот на целиот период на важност на договорот, изразени како процент или во апсолутен износ, а кои произлегуваат или на било каков начин се поврзани со договорот за потрошувачки кредит или поврзани услуги, со исклучок на трошоците настанати во постапката за извршување на законска казнена камата. Знаеме дека законската казнена камата е околу 12 нешто проценти и истата се зголемува, и со оглед на сите овие трошоци кои што се предвидени, сметаме дека може да се доведат во ситуација граѓаните да имаат повеќекратно зголемување и на трошоците и надминување на основните подигнати средства, односно одобрени од кредит, повеќекратно да имаат обврска да го вратат. Со тоа запаѓаат во неликвидност и на еден начин, пластично кажано, како што кажав и на почетокот, да не доведеме во ситуација да ги озакониме овие лихварски постапки. Благодарам. Ви благодарам.